Капоне и вели што се полинезаситени, мононезаситени, заситени трансмасти. Капоне многу е кратко времето за да ги навлегуваме повеќе, но во народски жаргон и терминологија би ти кажал заситени масти се масти кои што ги има во храна од животинско потекло. Тоа значи во месо, јајца, млечни продукти и слично. И се уште многу луѓе веруваат дека намалувањето на заситени масти ќе придонесе за одржување на нормални нивоа на холестерол. Едно 3-4 декади постоело тоа верување, дури и науката некогаш знаела да го потврдува и да го промовира, но дефинитивно во денешни времења се знае дека не треба да се ограничува внесот на заситени масти, туку само да се зголемуваат можеби внесови на мононезаситени и полинезаситени, затоа што заситените масти си имаат своја важност и функција во обавување на многу метаболички процеси, така да во народски кажан превод тоа се заситените масти, мононезаситените се така речените подобри масти, но нема подобри или полоши. Мононезаситени ги имаш во авокадо, ги имаш во маслинки, во маслиново масло и треба да се конзумираат затоа што имаат позитивен ефект врз инсулинот. Тоа значи дека ако ги внесуваш во текот на денот, нема можеби да имаш такви напади на глад, падови на шекер, затоа што ќе го регулираат колку толку инсулинот. Полинезаситени ти ги вклучуваат омега-3 и омега-6, за кои што сигурен сум дека имаш слушнато. Омега-3 се од исклучителна важност, имаат многу влијание врз воспалителни процеси во телото. За разлика од нив, омега-6 не треба да се внесуваат во толку големи количини, затоа што многу брзо може да се претера и при тоа претерувањето со омега-6 придонесува напротив да се помагаат воспалителните процеси. Затоа готвењето со сончогледово масло и слично, гледај смени го или можеби со маслиново или можеби со путер, затоа што се многу постабилни масти и поквалитетни кога се работи за готвење, и трансмасти се оние кои што дефинитивно треба да ги исклучиш, бидејќи тоа е процес на хидрогенизација, многу штетен процес, многу се користат, значи тоа представува претварање на течните масла во тврди. Коцка маргарин, на пример, ти е класика за тоа, затоа комплетно isfrли ги и процесираната храна ќе ти обезбеди и исто така придонес во isfрлањето на овие трансмасти, затоа што многу помагаат различни воспалителни и дегенеративни процеси во нашето тело и се исклучително штетни за внесување.